Луѓето не ја бараат вистината затоа што сакаат искреност, туку затоа што сакаат контрола. Сакаат да знаат се, за да имаат надмоќта. Мислиме дека ако вистината не се каже, дека таа не постои, дека лагата всушност ќе не заштити. Но вистината не зависи од тоа дали ќе изговориме, таа постои дури и кога се молчи. И тоа што е најиронично е дека кога конечно ќе се одлучиш да ја кажеш, може и да биде предоцна. Зашто таа е веќе во воздухот, се знае и се чувствува, и таа само гледа колку долго ние се бориме всушност против неа. Прашањето е колку ја сакаме вистината кога таа не ни оди во прилог. Многу поучно и убаво отварање на денешната емисија, бидејќи токму за вистината изборуваме, односно за новата представа во театар комедија. Тања Мицко, Виктор Арсов и Ева Скендеровска, добре дојдовте и многу ми е драго што ја прифативте поканата. Добро ве најдовме. Добро ве најдоме, ви благодариме на поканата. Тања, од каде овие зборови, овие тебе ти дојдоа лично како некоја инспирација или дел од сценариото? Ова се погледи од мои лични, но сепак и од страна на ликот, кои што мене ми е полесно да ги напишам, така полесно се изразувам преку зборот и не знам, може би треба да дојде публиката и да види зошто всушност овие зборови. Така е, веќе премиерата ја доживеа, нели, представата, инаку јас бев на предпремиерата, морам да ве пофалам, уживав, бевте навистина одлични и емоцијата ја доловивте врвно. Секој од вас, нели, во својата улога, заедно со Столе Мицов, кој што не е денеска тука, и него ќе го поздравиме. Како сте вие лично задоволни? Како помина премиерата? Задоволни сме. Мислам, работевме многу напорно во еден така прилично краток временски период. Навидом изгледа лесен текстот за работа, меѓутоа е доста комплициран. Најтешка задача имаше нашиот колега Столе Мицов, кој што нели не е тука. Станува збор според мене за комплексни ликови кои што имаат внатрешни борби и во зависност од нели од сцените се гледа кои со што се борат, меѓутоа многу голем дел од работите не се кажани, публиката треба да ги свати што се случува измеѓу сцените. Односно тоа што не се гледа на сцена. Така што мислам дека завршивме одлична работа. А и на самиот крај, морам да признам дека имаше тука полемики, дилеми, дали навистина имало неверство, немало неверство. Не оставивте малку така да не ја заскокоткате фантазијата и да не секој ја доживе на ист начин, туку да има различни сваќања. Така треба да остане, да. Може ли накратко? Да. Секој различно си отолкува тоа. Да. Ние имаме една замисла, но имаше доста поделени мислења. Така, секој преку својата призма. Секој има различна вистина, генерално тоа е текстот интересен затоа што секој еден од ликовите различно ги доживува, различно се справува со самата ситуација, тоа мислам го видите и се надевам и публиката ќе го види истото кога ќе дојде да гледа представата, дека сите ние различно реагираме на дразбите што ни се случуваат во животот. И тоа за мене е многу интересно затоа што и во вистинскиот живот, во реалниот, стварно е така, секој еден од нас различно ги доживува работите. Точно. Колку ви помогна некои секојдневни ситуации, меѓучовечки партнерски односи, прикривање на вистина за доброто на другиот? Па не, ние обично за да не се лажеме. Прилично тешко за нас да лажеме вака, но А и тешко е со движења. Мислам дека најмногу искуство има Тања во однос на тоа дека за лажење? Не. Во однос на животно искуство, сакам да кажам. Сепак ние не сме имале искуство 20 години брак. Не викам дека имало она, меѓутоа имала многу повеќе од нас. Тука кај нас мораше малку да работи фантазијата повеќе отколку нели личното искуство, така што ќе оставам Еве да каже. Да, во кои ситуации се пронајде? Ако се пронајде. Ви повеќе веројатно сака да каже на животното искуство, Тања во предната. Јас сум многу поразлична од мојот лик. Многу сум приватно сум многу поексплозивна. Не сум толку човек кој што тлее чекајќи вистината сама да искочи.
туку многу гласно ја кажувам. Така да ми беше, заради тоа ми беше многу интересно, затоа што е дефинитивно лик кој што е сосема спротивен од мојата натура и затоа ми е и доста интересен, интригантен е, доста, но и самиот текст е многу интелигентно напишан. Има неверојатно суптилно чувство за хумор, некаде и сарказам и иронија, многу пластово, кое што дава голема можност за игра и за уживање и со колегите, и со режисерот, а реално и со публиката, затоа што самата не знае каде е вистината тука. Така е, секој може различно, како што кажавме, нели претходно да си долови или да си свати некои работи, а со кој режисер соработувавте, бидејќи го спомна и режисерот? Станува збор за Владимир Јурц, словенечки режисер, воедно и актер со кариера од над 50 години актерска кариера. Стварно. И професор. И професор меѓу другото, да. Јас барем така гледам на тоа дека имавме среќа да работиме со еден врвен актер и режисер воедно. Меѓу другото, кога спомнавме професор, стварно имаше професорски пристап на работата. Педагошки, да. Да, ме потсети на академија како сме работеле представи, тоа лично мене многу ми одговараше. Доста дисциплинирано. Да. Бараше од нас да се завршат работите во најбрз можен рок, најпрофесионално, најточни, едноставно мислам дека ја барем такво чувство имам дека го извади најдоброто од нас. Украина цел човекот се потруди да го извади најдоброто од нас што може како актери да го понудиме на сцена. Така, имавте ли слобода и по нешто ваше да додадете, да вметнете Апсолутно. во улогите? Да. Но текстот не дозволува толку во смисла нешто да се додава или да се одзима. Како што кажа Тања, толку е добро напишан текстот што едноставно само треба да се каже органски и мислам дека работите ќе излезат на површина. Тоа што треба да... Тоа што го замислил авторот, дека и публиката ќе го види преку нас. Така, во однос на емоциите, гестикулациите... Тоа да, се разбира креативните решенија во однос на тоа и како го читаш карактерот, заедно во согласно со режисерот и како на тебе ти доаѓа да одиграш сцената и тука има креативни решенија во однос на мизансцени така натаму и заедно во соработка со него се поставува целото. Меѓутоа тоа доаѓа не е пропишано, него доаѓа многу органски, не знам како да кажам. И од самите нас поаѓа многу често. Многу слобода даде реално режисерот, слобода во твојот прочит, макар што на сцена беше друго, на читачки проби или на црните проби што ги викаме, режијата ја водеше баш како партитура, кое што е многу ретко да се почувствува со режисер, како работа со режисер. Многу актерски. И пред се, тоа што беше многу важно и тоа што сите не купи, сушност беше љубовта кон актерите. Да. Да, за разлика од љубовта кон актерите, љубовта... Не, у смисла актерскиот пристап, да, човекот така, е многу поинаков. Имало ситуации каде што го немало тоа, недостасувало, па забележувате разлика со него? Едноставно он ги поминал од двете страни бил практично и знае како е да се биде на сцената и знае како е да се биде во гледалиште, што овде ретка ситуација. Ретко, да, има можеби кај нас. Во смисла ситуацијава ни се погоди тој и добре дојдено ни дојде и бевме сите срекни. Голема мудрост е тоа да знаеш како да го извадиш најдоброто од човекот карши тебе. И во работата, и како соговорник, и како пријател, нели, најлошото знаеме како може да го извадиме, но работата е како најдоброто да го извадиме. И тоа да трае не за еден ден, туку цел процес, 40 дена. Сето тоа толку добро да се избалансира, за да може да ги видиме најубавите работи кај колегата, и дури кога има моменти на нервоза, кога сме пред премиера, кога адреналинот вришти од секаде,
тој ни ја даде таа нишка на мудрост за кое што јас лично знам и дека и колегите се многу благодарни. Многу. Да, битно е, верувам, и приватно кога се познавате, кога се дружите, за да има онаа хемија, убава енергија на сцената, да се познавате и приватно и Тоа е да само плюс. бидете блиски. Да, Тоа е само значи плюс. сигурно и на самата сцена. Значи, меѓутоа и ваквите процеси ги зближуваат луѓето, ги запознаваат. Мислам дека пред се големите уметници, мислам дека пред се прекрасни луѓе. Таков беше случајот и со нашиот режисер и ова ни беше на нас како еден краток мастер-клас. Значи, мислам дека отидовме степен погоре како актери после работата со него. Така што, да. И како луѓе. И како луѓе. И како луѓе. Пошто има една театарска етика која што сите ние ја знаеме и не воспитуваат, нели, условно кажано, додека сме на академија. Меѓутоа, после известно време мора да се потсетиш. А беше Кој тоа подсетување, добро подсетување на некои наши златни правила. Да. Па добро, и во секоја професија, нели? Пракса без теорија, теорија без пракса, едно без друго има, не оди. Стекот на годините некои работи се забораваат, се занемаруваат, а ова беше баш подсетување. Добро ни дојде, не освежи. Така. Да. Треба да сега- се подобри, мислам. Да, зашто и словенички режисер, тука и поемата беше на словенички, имаше превод од словенички Тој на е македонски. француски текст. А А поема не имаше поемата на крај поемата. зборуваш за Да, песната. Да. Да, тоа е словенечка поезија. Инаку имавме соработка со словенечка амбасада во така, во добро. оваа ситуација. Па би било убаво ние често да имаме гости надворешни, нели, за да научиме нешто ново, затоа што не сме автори референтна уметност во границите на државата, така што соработките се секогаш добре дојдени. А бидејќи е словенец, режисерот затоа ја избра словеничката поема. Да, За Виктор на крај. спомна Франција, па можеш да Француски кажи, дали текстот. за текстот. образложиш. Превед Дарко ни го преведе текстот, така? Не. Не е Немам се не е Дарко. преводот, авторот е французин. Адаптацијата односно тоа мислев. Авторот е Флориан Зелер, кој што е многу познат автор и прилично млад за неговите успеси. Текстот е напишан премиерно 2011 година, а е изведен во Лондон првпат премиерно 2017 година. Познат е вака на јавност авторот по Доста актуелен е, си игра да, секаде по ни како светот. се вика по филмот Татко со Ентони Хопкинс и со Оливија Колман. Така што мислам човекот и со причина е толку актуелен. Многу добри текстови пишува. Да, и со причина се обработуваат негови дела, Да, да. ширум светот. Може накратко сижето, ете да ни го откриете, ни раскажете, да не откриваме се, нели, бидејќи допрва доаѓа Секој од својата гледна точка. гледачите. Ја не би го откривал затоа што Или барем ете тема накратко. Што е вистината, каде е вистината? дали ни треба вистината? Дали е добро да се каже вистината некогаш или да се премолчи? Особено помеѓу љубовните партнери? Особено во меѓучовечки односи, во случајов и нели партнери животни. Да се раскаже едно, да се види друго, така да јас сепак би ги поканила на 31 Да, кога има 31 следни мај, да. мај на сцената на Театар Комедија во 20 часот да не доцнат. Така, 31 Следната мај ни е на денот. 10 јуни, така што кој нема да стигне на 31 мај може да дојде на 10 јуни. Морам да напоменам дека работевме исто така две екипи, односно две постави ја работевме представата. Тие играат на 4 јуни. Беше еден интересен момент за сите нас, прв пат се соочуваме со нешто такво и навистина беше доста креативно. За да однос на тоа, значи сите знаеме дека различно ги читаме и ги доживуваме ликовите, нели, кои што ги играме на сцена. Меѓутоа кога ќе видиш колкава разлика има во исто време со ист режисер, кога се поставува исто дело со исти карактери, сваќаш колку е Колку различно читаем усари. индивидуалноста колку е, да, истакната во тој момент. Со различни луѓе, да, различни. зашто две представи, да? Различни актери, да, тоа е нешто всушност што мислам дека беше идеја и на Дарко,
директорот директор. на театар Дарко комедија, Спасов, Дарко Јан Спасов. Прв пат се случува и во државава такво нешто, нас ни беше интересно, а и предизвик беше за да се види навистина прочитот. Играат различни луѓе, еден ист текст, ист режисер. И се гледа пресекот на еден карактер како би го доживеала јас и истиот карактер како би го доживеала, прочитала, изиграла, еве на пример Ева. Не играм исти ликови, но колешката која што игра во другата вистина, тоа што доаѓаат ете две вистини, не се постави, нека бидат вистина 1, 2 или обратно. За истите работи сите луѓе различно гледаме и како актери, и како луѓе. И тоа за мене беше интересно затоа што сега дел од другата постава од колегите видов, не сакав пред премиерата да ми се измешаат работите да ги гледам колегите, но сега кога завршивме, ќе одам обавезно да гледам представата колегите што ја играат. Значи истава представа да видам таму што се случува таму, затоа што на крајот од денот сите сме различни, сите како актери имаме различен импулс за истата работа, да, различно едноставно ги читаме и едва чекам Да го видиш да пол. видам што се случува, да се видам самиот себе си. Да, Некој различен пол. И Да го Роберт видиш другиот Ристов пол. исто така. Роберт играше. Ристов, Благица Благица Трпковска, Јукиќ, Кристина Христова Николова и Александар Ваљановски. Да, значи ова навистина за прв пат. За прв Кај нас, пат, да. не знам во странство дали се случува, но Сигурно, кај нас меѓутоа Веројатно се не е прави вообичаено. алтернација, да има што Да и има се случи во замена. иднина, да има Да. замена. Но овде не не станува збор Да, за да. тоа, него е Така Тоа е, се се како гледа. два различни проекти, да речам. комплетно две Да. различни представи, Две за тоа различни што представи. А во исто време паралелно. направени одлично. во Да. исто време Да. за извременски период, Да. за кој се реално се прави една представа, тука се направија две. може да го поздравиме режисерот за тоа што на 75 години имаше една таква дисциплина да има дупли проби секој ден и да спрема две представи паралелно и сметам дека тоа може само словенец. Кај нас е малку тешко изводливо, не се шалам, сакам да кажам навистина тежок залог беше тоа. Не бевте заедно со другата Не, постава на не, проби, туку не. си беше нели одвоено. Одвоено, Да. да. Вообичаено кај нас ми е во живот тоа да го работам. Дипломската представа кога дипломирав, игравме две екипи. А, ете. И сега ми дојде А, дежаву, да, ама... стварно, да. се сеќавам, ја гледав. Да, и две екипи беше исто вака откачано, скроз откачано. И интересно, чудно. Да. Истите луѓе, мислам, истите ликови, комплетно различна представа, едноставно. Тотално различна представа, и истото е. Сега таа е- Истиот текст, да, различен прочит, различна емоција, различно гледиште, но сличен мизансцен може би, макар што реално ова е представа која што се игра скоро на гола сцена. Тоа е режисерски Концепт. Минималистички концепт и пристап. решение, каде што тој реално и во некоја перспектива ја отвори вистината на сцена, како сцена. Што има позади сцена, што има позади кулиси, што има позади актерите, тоа ја отвори. Буквално ја Не отвори криеме сцената, ништо, се е отворено, не се крие ништо. Да. А и најтешко е да играш кога немаш помагала, нели? Мислам, Реквизити немаше многу, Ба, да. немаше, Сведено на све минимум. беше, да, сведено на минимум, дури и тие малце што ги имавме, едва и не ги одобри. Најтешко е тоа. Сакам да кажам, секогаш нели действија ти помага на сцена и така натаму, меѓутоа затоа кажувам дека беше како еден краток мастер-клас за сите нас. Да, човекот се бавеше со нас, не со реквизити, со костими, со сценографија габаритна. Само со Едноставно актерска игра. актерите немаат позади што да се сокријат. Тоа е, да речам, тука целата игра, дека едноставно е празна сцената, има двајца актери на сцена и ќе се случи што ќе се случи. И тоа е доволно за театар. Апсолутно, Да. дека тоа е Да. доволно. Празна сцена, актер, се разбира публика. И тоа Барем е еден човек доволно. од Каршидија. За театар. Спротив еден човек е Еден доволно Некој да да се случи суфлира, ако театар. заборавите текст, па да ви И тоа не ни суфлира. треба. И тоа не ни треба.
Добро. За не дај Боже, добро е. Добро е да има. Да. Се спремаше, Виктор, физички, имаше некои тренинзи пред представата, бидејќи имавте моменти на Цел живот се спрема он. Спортување Добре, јас да видам пред представа така особено. Специјално да се спремам за представата. Освен што 2 недели не вежбав, тоа формата ми падна сега. Страшно. Не можев да покажам тоа што стварно го поседам, но сега се вративме во сала, све ќе биде супер. Добро. Покажа свои вештини. Се разбира. Карате кит. Мора своите способности тука да дојдат во прилог, нели? Колку Супер пак беше. е тешко кога треба да се соочиш со некој лик што е тотално различен од тебе. Ете, Тања кажа нели за себе си дека навистина нешто спротивно било до она што е приватно. Дали е поголем залак, поголем предизвик кога треба да доловиш некој кој што нема твои карактеристики? Јас верувам дека во секој од нас се крие нешто од секој лик. Сакам да кажам дека ние имаме се во себе, и најубавите и најлошите работи, и сега што сакаш да извадиш од себе за да го развиеш, да му дадеш акцент, за да успееш да го, нели, да го разбереш ликот. Прво и основно за да можеш да го соработувате заедно и на крај да станете едно. Така што најубаво е кога е комплетно различен од тебе. Затоа што те предизвикува за да работиш и врз себе. Да откриеш нови Да. нови емоции да разбудиш во себе. Да Баш се така. запознаеш самиот себе си. Запознаеш Лично дека јас од друга за страна. ликот што го играв, па можам да кажам дека спротивно е тоа што јас сум приватно како Виктор. И исто меѓу другото ми беше предизвик што рече Ева, што од тоа треба да извадам јас за да како емоции, како карактерни црти за да публиката ги види и во однос на другите ликови како тој лик треба да се однесува. Значи сосема спротивно од мене и доста предизвикувачки во однос на тоа. А може би да излечаш полка, да знаеш како не треба во животот приватно. Не сум размислувал на таа тема толку длабоко. Ќе видиме. Веројатно после некоја изведба ќе ми се отворат некои нови Ќе се работи, тогаш отворат. ќе размислувам на таа тема. Какви беа релациите со Столе Мицо? Столе... Колку беше со неговите да се Столе... спремате? Столи имаше најтешка задача процесот. Не, мислам, најинтересно е дека сите ние овде, никој нема сцена еден со друг, сите имаме сцени само со Столе, значи преку неговиот лик се раскажува целата представа. Да. Неговата оптика едноставно ја гледаме на сцена. Да. Затоа што Столе е главниот лик во представата. И да, и низ негова призма се раскажува целата приказна, така што сите го малтретиравме на различен начин, затоа што нели нашите сцени исто на нас не се многу битни, а на него му се сите битни. Сите сцени. Да, и така што јас мислам дека ќе вака ако дојде некогаш во емисија ќе каже дека е задоволен, се надевам. Кој Да. се врати од Бордо. Да. Да, ќе дојде пак, тој има гостувано кај нас, ама верувам ќе дојде пак за представава исто малку да го распрашаме. А кај вас? Како беше со Столе Мицо, вете и позади сцените, може би позади кулисите, дали некоја анегдота, незгодна ситуација паметите? Има, ама нека си останат тие позади Зад сцена кулисите. и зад кулиси Зад каде кулисите што им е остануваат местото, тоа анегдотите. си е наше царство и тоа таму треба да си биде. Супер е Столе. Супер е Столе. Да, Столе одличен партнер, ја не работам, мислам, прв пат со Столе, само Да. како поминува процесот ми се докажа дека едноставно можам, ми оди буквално да можам да работам со Столе. И доста, да кажам, го измалтретиравме буквално многу, затоа како што каже Ева, сите имаме по 2, Ева има 3 сцени во представата. Многу ни е важно да се тоа добро скоцкани сцени, Се разбира. за ја да се осеќам, нели, Да. сите актери да се осеќаме супер. А Столе немаше простор, буквално да искочи ни воздух да земе 5 минути, али па затоа и главна улога, мислам, се носи одговорност Носечка една улога, сосема така е. носечка, поинаква да, улога носечка. носи и одговорност, така да е нормално. Столе го издржа притисокот, тоа е важно, здрав е се, супер е, психички е Одлична стабилен, работа заврши, да. закрепна, Да. се надевам. Зема гледа. одмор. Да, Ете. глава не може да Ќе видиме на крene. 31-ви. Да, зема малку одишка. До 31 и понатаму се подготвувате, имате проби или пробите завршуваат кога ќе биде премиерата и сега само се фокусирате на улогите? Мислам дека за оваа представа ќе имаме проби. Додека да не ја... Мислам дека секогаш ќе треба да имаме проби, да бидам искрена. Во однос на прецизноста, мислам Да. дека е паметно
барем 1 до 2 проби пред изведба за да биде тоа точно Станува и добро збор како што е направено. Да, дека темпото е многу важно во представата. Мислам како се одвиваат работите, тоа ако се изгуби нема да биде исто толку добра представата, затоа мислам дека ќе бидеме дисциплинирани. Дисциплината, да. Дисциплината е доста важна, што реално би требало добро, кај некои луѓе е и така, како еден вид на актерска хигиена да се поминува текстот без разлика на која представа се игра, а особено кога има текст кој што е, како што кажав, напишан по начин по кој што една реплика се врзува со друга, но дури како инверзија. И многу е важно да се биде точен и прецизен, дури и во запирка. Затоа сметам дека да, сигурно ќе имаме проби. Предходно текстот се работи дома, значи актерите работат и дома. Мора Многу често. Да знаат. Да, Многу така често. да тоа да кажеме дека не се работи само на проби, на читачки проби, се работи дома, се анализира лик, се анализира автор, се анализираат неговите дела. На проби се покажува тоа што сме сработиле дома. А зошто Па, црни Некои проби? други. Јас знам за читачки, но мислам пред малку спомна црни Да, проби. црни проби Се нарекуваат- се викаат за тоа што таму седиш. Да. Таму се чита, таму и самиот импулс да станеш и Да направиш. да нешто. направиш нешто, ќе си го намалиш и буквално се читачки проби. Тоа е, како да кажам сега, црни проби ги викаат, можеби ова е шарена проба или така. Тања сепак има во Софија завршено и секогаш ни да надува со некои нови термини, пошто ние овде не сме до таму Аха, стигнати. ги Не пренесува знаеме баш се, искуствата. да. Така треба да се учи младината и И да- нека се учи. Да, и така. Јас сум учела, сум благодарна. Учите и вие сега. Да, учете и вие. Учиме. Да, додека си жив, учи. А пред самиот крај би ве прашала и кои ви се следни проекти, дали имате некои најави или имате вие лично неостварени улоги и ликови кои што би сакале допрва да ги играте? Охо, колку сакаш. Не, ајде Виктор. Ја моментално само сакам да одморам малце. Добро. Презаситен сум во моментов, уште една недела две и сам ќе барам да работам, а во однос на проекти не знам што е следно по програма во театар. Ми се чини дека Синиша Евтимов Да, треба Синиша да почне. Евтимов треба да... Да, не би можел да откриам нешто повеќе затоа што не знам точно. Не е прецизирано, Не е мислам дека се прецизирано, уште, точно. мислам дека планот е да почне во септември, меѓутоа не знаеме ништо повеќе од Ќе имате тоа. одмор така преку лето. Да. Да, колективно. Па, да, зависи кога ќе се почнат пробите. Ако се почнат јуни, тогаш не знам, тоа режисерски зависи како тој би ги водел пробите, Синиша. Знам дека треба да се подготви книгиња Бургунска како проект тоа по исто. програма. Драгана Милошевска. Да, Драгана Милошевска ќе режисер. го режира. И сега најверојатно и од затоа што театар комедија доста работи од сопствени средства, прави представи, бидејќи реално многу мала сума е одделена од Министерство за култура и се пробува како бројка на не само бројка нели на представи, туку и можност на изјава на сите актери да се работи повеќе. Реално и директор и тоа го овозможува со тоа што ете преку се наоѓаат средства од амбасади, од самофинансирање, спонзорства. Сега Весело е, како Да, и да е, работиме Весело е, се сноѓате. Да, тоа е Весело. важно. Што би рекле? Се работи. Да. весело е, не знам, може некогаш е весело, може би некогаш е тажно, но реалноста е Тоа е дека дел од работата. Да, Сакаме да работиме, се радуваме кога имаме работа. Многу е Мислам, добро тоа што на пример има одредени периоди кога во театар нема каде да направиш проба затоа што работат повеќе екипи паралелно, што е супер. И би требало да се радувам на таа фреквенција, Така, на така. таа гужва, да речем затоа што едноставно се работи, затоа сме таму. И тоа сакаме да го правиме и тоа е супер, супер. Така Така да е. си работиме.
Тања, кај сме. тебе остана неостварен лик? Има многу. Некој што би сакала да видиш во иднина? Има многу. Ќе видиме со таа една идеја што има Даре, затоа што нашиот театар е жанровски определен театар, но ќе видиме колку има можност тоа всушност и да се расшири, ако може, а нема што не може. Има доста ликови кои што така и современи кои што ми се вртат во глава и класици. Јас еднаш кога сум кажала, секој нов лик е добродојден. Имам мои желбички. Нека се останат. Ќе ве следиме во иднина. Да, Да се отварат. да. Ви Ќе се благодарам остварат. многу за гостувањето. Мене брзо ми помина времето. И на нас исто така. Неколку заедно. Фала Драго на ми тебе е. за Ви поканата. благодарам и за ружата. Една па да. символика. И се надевам ќе се видиме повторно во иднина. Со некои нови проекти, со нови сили, нови представи. Супер, да. Се надевам и благодарим многу. Навистина ми беше драго, а ние продолжуваме со музика како еден шлаг за денешната емисија. Исто е насловот Вистина, но овој пат на Мартинијан Кириловски, една музичка numera во продолжение, а утре се дружите со колегата Тино, исто во 10 часот наутре. Довидување.